Добар ден, гледате поинакви вести на Слободен печат. Не излегувајте од дома доколку не морате, ама буквално да морате. Надвор преку ден е како да газите на сонцето. Асфалтот гори, воздухот пече. Сенките се бројат на прсти. Така што ништо не помага да се спасиме од високите температури. Денеска прогнозите велат дека ќе преживуваме 43 степени. Дневните температури до сабота ќе бидат над јулскиот просек и ќе се движат од 34 до 38 степени во југозападниот, источниот и североисточниот регион. Од 32 до 38 во Полошкиот регион, од 38 до 40 во Пелагонија и од 38 до 43 степени во Скопскиот, Вардарскиот и југоисточниот регион. Управата за хидрометеоролошки работи веќе го вклучи црвениот метеоаларм. Институтот за јавно здравје изнесе препораки за граѓаните, а владата донесе одлука со која ги обврза работодавачите од 23 до 26 овој месец да ги ослободат од работни обврски бремените жени и лицата постари од 60 години. И редовно потсетуваме дека Министерството за здравство апелира населението да се придружува до постоечките препораки за самозаштита, престојување во разладени простории, особено од 11 до 17 часот, внесување доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалаци, носење лесна и светла облека, користење заштита за глава и очи и избегнување физичка активност во најтоплите часови. Во врска со топлото време, колешката Анита Стојковска направи тема која што покажува како се живее или преживува во Скопје деновиве. Тешко е да се биде жител на Скопје и секојдневно да се извршуваат работите и сите други обврски во услови кога температурите се над 40 степени, кога асфалтот гори и кога едва и се дише од жештините од кои речиси е невозможно човек некаде да се скрие. Ако кон тоа се додаде и фактот дека голем дел од домовите во овие услови се без вода, па немаат ни основни можности за одржување лична хигиена и хигиена во домот, тогаш јасно е дека е повеќе од тешко за преживување. Вистински предизвик е, например, човек да помине на градскиот плоштад, каде температурата се искачува и над 50 степени, а сенки нема. Затоа што на времето кога се правеа статуи и фонтани и се редеа бели плочки, никому не му текна да направи зелен појас околу фонтаната или да засади дрвја што би влијаеле врз намалувањето на температурите. Проблем е именувањето на крстосниците, кои важат за топлински зони, каде што температурите и се под 15 степени повисоки од официјално измерените и каде што главите на пешаците чадат додека чекаат да се вклучи зелено светло на семафорите. Поранешното градско раководство на чело со градоначалникот Петре Шилегов при крајот на мандатот најави поставување заштитни стреи на најжешките премини, проект што требаше да се реализира во соработка со UNDP. Целиот текст ќе го најдете на slobodnpečat.mk. Новиот директор на Центарот за управување со кризи Мухамед Али пред повеќе од една недела направи увид на функционирањето на системот за рана детекција на пожари. Се работи за унапреден систем што дава сигнал дека некаде гори, што откако Али го замени Стојанче Ангелов на директорската функција, го представи како нова визија, врвен приоритет. Струга е првата општина во државата што има ваков систем со камери и аларми кои во реално време детектираат чат и веднаш ја испраќаат локацијата со точни координати до надлежните служби. Ова возможува исклучително брза реакција и ефикасно справување со пожарите. Слободен печат доби одговор од Канцеларијата на Европската унија во Скопје дека овој проект го истражувала и ОЛАФ, Европската служба против измами, односно спровеле истрага за овој проект на корисниците што добија речиси милион евра европски пари за негово спроведување. Моментално го очекуваме конечниот наративен извештај заедно со потребната финансиска и ревизорска документација, велат за Слободен печат од таму. Мал е интересот на храбри луѓе кои што сакаат да се борат со огнените јазици. Тоа го покажува и фактот дека помалку од 500 кандидати се пријавиле на огласот за гаснење пожари. Во Скопје имале потреба од најмалку 80 луѓе, а се пријавиле само 50. Стојанче Ангелов на некој начин е изненаден и среќен што меѓу пријавените има и жени. Надоместокот што ќе го добијат овие луѓе за ризичната работа е само 24.000 динари и можност за вработување во една од територијалните противпожарни единици. Во специјализираната единица што ќе биде формирана
информирана. Платите на вработените ќе бидат повисоки во однос на платите на пожарникарите, затоа што овие луѓе ќе бидат ангажирани на тешко пристапни терени. На територијата на Македонија утрово активни се 5 пожари, под контрола се 4, а во изминатите 24 часа изгаснати се 18 пожари на отворен простор, информираат од Центарот за управување со кризи. Гори и во Турција. Најмалку 10 пожарникари и спасувачи загинаа, а 14 припадници на службите за итни случаи и шумарски работници се повредени при борба со шумски пожар во централната турска покрајна Ескишехир. Пожарникарите и спасувачите се бореа со пожарот од раните утрински часови. 7 пожари се уште горат во 5 централни и западни турски провинции. Две лица загинаа во пожар што избувна на Кипар, а стотици луѓе беа принудени да се евакуираат. Пожарот го зафати планинскиот предел во регионот Мали, уништувајќи куќи, а пожарот брзо се прошири поради силните ветрови и високите температури. Во текот на ноќта 2 тела биле пронајдени во запалено возило, а властите продолжиле да го евакуираат населението од загрозените подрачја. Областа останала без електрична енергија, додека водоснабдувањето било сериозно загрозено поради пожарот што уништил електрични кабли и резервоари за вода. Според најновите податоци, изгорени се околу 100.000 хектари земја. Еколошка катастрофа на Велешкото езеро Младост. Полно е со амонијак и други отрови. По извршените анализи на Центарот за јавно здравје Велес, препораката е дека водата во езерото Младост не смее да се користи за капење и рекреација, додека не се изврши испитување од стручна институција, која ќе докаже дека во езерото нема цијанобактерии и не содржи цијанотоксини. Еколошката катастрофа ја потврди извештајот кој го изготвија експертите од Хидробиолошкиот завод Охрид уште лани, но локалните власти не веруваа во него и нарачаа нови анализи од приватни акредитирани лаборатории, пишува Фокус. Сликата што доаѓа од Велешкото езеро е поразителна. Наместо природна убавина и чиста вода, површината на езерото е прекриена со дебел слој алги, отпад и органски остатоци, претворајќи го некогаш популарното излетничко место во вистинско мочуриште. Во минатото создадено за наводнување на лозовите, плантажите околу него, езерото потоа прерасна во атрактивен туристички центар со хотели, викенд населба, пешачки и велосипедски патеки. Вчера во Тетово се случуваше вистинска драма. Тетовски полицајци спречија девојка да изврши самоубиство со скокање од прозорецот на мотел во градот. СВР Тетово соопшти дека е уапсен и маж кој го пријавил случајот, кој е осомничен за пострадување во вршење проституција. Девојката беше пренесена во клиничката болница во Тетово, каде ја е укажана лекарска помош. Нов рекорд на просечната плата во Македонија. Се доближува до 46.000 динари. Во период од една година е зголемена за 11%. Врз позитивното движење најмногу влијаеле повисоките просечни примања во 3 сектори. Државниот завод за статистика посочува на финансиските дејности и дејностите на осигурување, каде што растот е 23,9%. Тензично меѓу Тајланд и Камбоџа. Од денеска почнаа да се напаѓаат. Двајца војници се повредени во вооружениот конфликт. Судирите се случија откако Тајланд го повлече својот амбасадор од Камбоџа доцна синоќа и рече дека ќе го протера камбоџанскиот амбасадор во Бангкок, откако втор и тајландски војник изгуби екстремитет од противпешадиската мина за која Тајланд рече дека неодамна била поставена во спорната гранична област. Тајландската војска денеска соопшти дека Камбоџа лансирала изведувачки дрон пред да ги испрати своите тешко вооружени војници во спорната област на околу 360 км од Бангкок. Воен функционер објави дека Тајланд ги затвора сите гранични премини кон Камбоџа. ЕУ и САД се многу блиску до договор за царините. Тоа ќе ги ограничи царините на повеќето производи на 15%, јавува Reuters. Според изворите, европските представници се обидуваат
да го вклучат автомобилскиот сектор, додека увозот на челик и алуминиум над квотите ќе биде оданочен со 50%. Иако во Брисел владее предпазлив оптимизам, конечниот договор зависи од одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп, чија позиција останува непредвидлива. Хрватска ќе ги враќа хрватите во Босна и Херцеговина. Хрватска преку програма за помош на враќање на хрвати во Босна и Херцеговина за 2025 година нуди до 80.000 евра финансиска подршка за проекти што го поддржуваат нивното враќање и престојот таму. Апликациите можат да ги поднесат регистрирани правни лица во Босна и Херцеговина, кои работат на проекти насочени кон враќање, реинтеграција и престој на хрвати во локалните заедници, со акцент на подобрување на квалитетот на живот и долгорочна одржливост. Добре дојдовте во кралството Бутан, земја сместена помеѓу гигантите Индија и Кина. И за разлика од кое било друго место во светот, Бутан не го мери напредокот според BDP, туку според бруто националната среќа. Филозофија која вели дека вистинскиот напредок доаѓа преку колективната благосостојба и квалитет на живот, не само преку економскиот раст. Хрватска инфлуенсерка отишла во земја каде влезницата е 100 евра на ден. Вана Бојовиќ ни покажа зошто треба да го посетиме Бутан. Таа посетила повеќе од 147 земји во светот, а своите патнички искуства сака да ги споделува на социјалните мрежи. Во мај оваа година таа отпатувала во Бутан, мало изолирано кралство, скриено меѓу планините помеѓу Индија и Кина. Она што го доживеала таму, како што вели, е сосема различно од она што се видела досега. Оваа земја наплаќа влезница од 100 евра дневно по лице, рече Вана и објасни дека на овој начин Бутан го контролира бројот на туристи и го штити својот идентитет, природната средина и културното наследство. Дали ви е срам да носите храна на плажа? Србинката Сузана Бурсак направи фантастична објава која ги руши сите табуа и срамови. За почеток да ве запознаеме со неа. На Инстаграм е позната како Сузанин свет и ја следат преку 122.000 луѓе. Таа со семејството во моментов е на летување во Грција со кампер. Па фокусот на незините објави се патувањето и малите и големи проблеми со кои се соочува. Во едно од видеата таа покажува како носи готвена храна за на плажа и дека нема ништо страшно во тоа. За децата, но и за себе и сопругот. Сузана, освен што го понела 3 зготвени јадења, таа за децата направила и палачинки, а спакувала и овоше. Сака да го нормализира ова, при тоа да не се гледа чудно на луѓето што јадат манџа, например, на плажа. Не е глупаво, луѓе мои, не е. Само ние балканците го имаме тој тренд. Насекаде во светот е најнормално да јадеш што сакаш и каде сакаш, пишува таа. Ке се согласите дека испрати порака дека е многу нормално да се носи зготвена храна, дури и манџа на плажа. Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Светот ќе ја гледа Македонија. 5 убавици ке не представуваат на светските избори за убавина. Поуспешниот дебитантски настан во 2024 година, кога Македонија за прв пат доби своја представничка на Мис Универзум во Мексико. Манифестацијата Мис Македонија годинава се враќа со ново, уште поголемо издание. Финалната вечер ќе се одржи на 25 септември во Националната опера и балет во Скопје. Она што ја прави Мис Македонија 2025 посебна е новиот концепт. Наместо една, ќе бидат избрани 5 победнички кои ќе ја представуваат државата на 5 светски избори за убавина: Мис Универзум, Мис Свет, Мис Космо, Мис Гранд Интернешнал и Мис Супернационал. Апликациите се веќе отворени. Сите девојки од Македонија кои имаат желба и амбиција да се надпреваруваат и да станат дел од оваа престижна манифестација, можат да се пријават најдоцна до 1 септември 2025 година. А во новата епизода на Забавна зона ве носиме на едно ново место што е извор на адреналин и авантура. Адреналинскиот парк во Скопје. Овој четврток сите патишта водат кон општината Карпош, каде што всушност се наоѓа овој авантуристичко-адреналински парк, наменет за деца и возрастни. Наш водещ на оваа авантура беше инструкторот во адреналинскиот парк Виктор Петровски, кој не запозна со оваа интересна активност. Ни откри нешто повеќе околу предизвиците, нивоата и правилата. Еве како си помина Јована. Дали до сега всушност сте се соочиле со некој од посетителите да има страф од висина? И
додека е на патеката, да се исплаши. Како сте му помогнале во тој случај? Имаме често такви случаеви, независно од возраста, дали се помали, дали се поголеми. Прво нешто што правиме, ќе видиме дали можеме првим вокално да им објасниме, дали може да се справат, да ги охрабриме на некој начин, да им дадеме поддршка сами. Главното е да видиме дали сами може да постигнат да успеат. Во случај ако им дојде преголем стрес, тогаш доаѓаат инструкторите и безбедно ги носиме, им помагаме или ги качуваме за да продолжат до крај. Доста моменти сме имале, например, едно дете ќе почне да плаче или ќе го фати ептен страв. Ќе дојдеме со инструкторите, ќе го кренеме малце, ќе му помогнеш и после тоа почнува одма да се смеат, значи избувнуваат и сега тука ги гледаме и се смееме заедно со нив, значи. Градоначалникот на Крива Паланка заработи кривична пријава за несовесно работење во службата. Муртезани во посета на Берлин. Независни граѓански иницијативи се обединуваат во заедничка платформа за учество на локалните избори. Исчезна руски авион со 50 патници, меѓу нив има и деца. Хамас го достави својот одговор на израелскиот предлог за прекин на огнот. Британија и Индија ќе потпишат трговски договор, пониски царини за виски и автомобили. Шпанија, противник на Англија во финалето на Европското првенство за фудбалерки. Кирил Ѓајковски е добитник на наградата Голема звезда на македонскиот филм за 2025 година. Дженифер Лопез денеска полни 56 години. Повеќе за ова ќе читате на slobodnpečat.mk. Ви благодарам што погледнавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Се гледаме утре во 10:30.